Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Молкот на Министерството за образование и наука за скандалозните јавни набавки за дигитални учебници по странски јазици само го потврдува тоа што го зборуваме. Поништуваат јавна набавка со банално образложение, а предвидуваат нова набавка вредна милиони. Повторно прашуваме и ја потсетуваме јавноста, прво за онаа набавка од 500.000 евра на фирмата Тримакс за дигитални учебници, кои никој не ги користеше. Па се поставува прашањето дали сега повторно на истата фирма и се доделени фантастични 800.000 евра. Дополнително е скандалозно што новата набавка повторно на истата фирма и се доделуваат средства за дигитални учебници. И тоа повторно за 4-то оделение, кои веќе беа опфатени со претходната набавка. Состојбата во Министерството за образование и наука е алармантна. На само еден месец пред заминување од власт, ДУИ и СДС прават уште една јавна набавка за дигитални учебници. Единствена разлика е што овој пат јавната набавка е за дигитални учебници за кои нема наставна програма. Односно, иако наставните програми за 7, 8 и 9 оделение не се објавени, иако учебници за овие оделенија не се направени, сепак се предвидени милионски суми за дигитални верзии. Бидејќи Министерството за образование и наука молчи, прашуваме директно дали и овој тендер планираат да го поделат со истата фирма или дали овој пат тоа планираат да го сторат со Арс Студио, фирмата која доби тендер за фантастични 5 милиони евра за превод на учебници. Почитувани, затоа промените се во твои раце. Македонија повторно твоја. Ви благодарам.